Политичката партија Левица реагираше на одлуката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да не учествува на координативната средба на опозицијските партии, која Левица најави дека ќе иницира со цел усогласување на заеднички став во врска со измените на изборниот законник. Од Левица со обвинување до СДСМ дека ја одбива координацијата на опозицијата околу изборната реформа само поради сопствен интерес. Особено е симптоматично што партијата која со години тврдеше дека поддржува една изборна единица, денес одбива дури и да седне на маса за да разговара за таква реформа. Ако се уште се за една изборна единица, тогаш што ги спречува да учествуваат во разговорите? Ако веќе не се, нека имаат достоинство тоа да му го кажат на своето членство. И пратеникот на ВМРО ДПМН Бојан Стојановски ја обвини опозицијата дека не сака нов изборен законник, туку блокада. Тој рече дека по 4 месеци преговори опозицијата повторно бара експертски дебати, јасен знак според него дека постои договор меѓу опозицијските партии да не ги прифатат законите. Со месеци се преговараше, над 4 месеци, па кога требаше да се поднесе законот се повлекува, со што директно одиме на тоа дека едноставно опозицијата нема интерес овој закон да биде донесен и да го исполниме последниот бенчмарк кој што го имаме како врска од реформската агенда. Од СДСМ одговорија прашувајќи ако ВМРО ДПМН е толку силна, зошто инсистира на неконтролирано гласање на диаспората. Овие големи патриоти со бугарско државјанство, европски пасоши и фирми во Бугарија сега се загрижени за својата судбина, не за еднината на Македонија, туку за сопствената одговорност. Затоа сакаат да манипулираат со следните избори за да ја одложат правдата што неизбежно доаѓа. Народот не е наивен, лагите, манипулациите и изборните кражби повеќе не поминуваат. Пратеничката на Дуј Арбана Пашоли изјави дека не добиле никаква покана за средба, но нагласи дека Дуј секогаш е за институционален диалог. Ставовите на албанските партии се дека диаспората треба да гласа. Рокот за измена на изборниот законник, според реформската агенда, е до среда.